Добро вечер, почитувани гледачи. Вие следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание, најокламата, кое што во целост ќе го посветиме на професија за која што некои мислат дека е многу интересна, некои мислат дека е многу напорна, некои мислат дека е многу лесна, а други пак дека е многу тешка. Сите оние тајни, барем кога станува збор за новинарството и новинарството во Охрид, ќе ни открие во ова издание на Окламата кој друг, ако не мојот колега Милчо Јовановски, инаку магистар по медиум и комуникации, и сега кога помина на цело лудило со политиката, да се позборуваме малку за наша професија. Добре ми дојде во тоа на телевизија, колега. И добра вечер. Добре ве најдов во оваа специјална јоклама од попладне од 17, после 17:30. Новинарството, тоа е комплексна професија. Мнозина мислат дека е толку многу едноставна, лесно, ќе седне пред микрофонот, ќе се зборува и така ќе дотераме, ќе се излеземе и да, супер, и дека тоа ќе биде така, но тие кои што е работат знаат колку е тешка. Јас во неа останав и се уште сум, значи скоро 35 години. Познатиот теоретичар и професор на Факултетот за новинарство во Белград Сергеј Лукач своевремено рекол најдобро е само да се остане во новинарството 5 години и потоа човек да замине од него. Значи тогаш ќе биде вистински човек ако замине, ама ние сме новинари. Значи не сме луѓе. Малку да карикирам и да се насмеам. На своја сметка и на сметка на сите колеги, се разбира. Ќе те остави новинарството да заминеш? Мене воопшто мислам дека новинарството тоа не ме остави ниту мене, ниту јас него. До денеска јас го напуштив на дневно новинарство некаде во 2009-та, за потоа повторно пред 2 години да имам свој предизвик личен и да му се вратам како човек кој раководи свој портал publicitet.mk и но сепак таму малку порелаксирано со поинаков поглед на нештата, значи не само на дневно новинарство, туку напротив, она зад насловите, каде што луѓето би сакале да прочитаат нешто повеќе од една сурова вест, што би рекле, со 5 новинарски прашања. Така. Еден си од оние кои што имал среќа, на моменти па и несреќа, можам да кажам, да работиш токму во оваа професија на преминот од еден во друг век, да работиш во медиум кога бевме дел од друга, многу поголема држава, и кога информацијата имаше малку поинаква тежина и малку поинакво значење од информацијата која што денес ја добиваат и гледачите, и слушателите, и читателите. Се надевам дека гледачите нема да го сватат ова како само моја самостојна реклама за себе си и за својот минат труд, туку мислам дека ќе разберат, мора да се каже кој сте и што сте за оние кои што се помлади генерации, да сватат што тоа ние двајца сега говориме денеска овде на оваа маса. Тоа е точно така. Ретки сме и среќни сме тие луѓе кои што 2 века спојуваме, значи, и во едниот и во другиот, овој 21-иот. Да, работев и во 20-тиот и еве сега во 21-иот век и можам да кажам имав таква среќа да ги почувствувам благодетите на сите медиуми. Почнувајќи од радиото која е моја неизоставна љубов и ден денеска. Потоа да работам повремено и пред телевизиските екрани како замена на дописниците и така натаму од Охрид, да работам и малку агенциско новинарство, потоа и во печатени медиуми, но најмногу значи како радионовинар кој што има своја драж и убавина. Точно така, времињата од тој 20 век и овие сега во 21-иот до новинарството се неспоредливи. Прво од една технолошка гледна точка, а второ од тоа што имаме безброј медиуми и оно што подоцна можеби ќе го разговараме, тоа е дека всушност сега медиум е секој човек со посредството на социјалните мрежи, секој е напишан статус во јавно изнесен и споделен во јавноста, значи дека вие имате некој поглед на светот и на нешто што се случува околу вас и вие го креирате јавното мислење. Ние тоа време креиравме поинако гледано новинарски, занатски поинакво јавно мислење од она што сега се креира во овој момент, каде што тогаш се трудиме и сега се трудиме, но мислам не знам колку успеваме во ова шума и море од медиуми да го сториме, вистинската информација да дојде во вистинско време до вистинските луѓе. Да, имаше многу еден период кога со развојот на технологијава и кога почна да излегуваат тие интернет портали и дури имаше едни информации, не зборувам само
тука во нашата земја, туку уопшто во светот, посебно северноамериканското тло и за овие западноевропски земји кои што ни се некако репер за многу работи, му предвидува умирање на радиото. Меѓутоа се случи сосема обратното. Радиостаниците станаа уште посилни, меѓутоа станаа уште посилни повторно, ќе кажам, во земјите кои што малку повеќе, малку подлабоко и малку пошироко размислуваат. Мислам дека се уште радиото како медиум е влијателно. Мислам дека и телевизијата исто така и неа и предвидува дека брзо ќе заврши, затоа што се гледаме сега на интернет, нашите таблети, на нашите телефони, паметни и така натаму. Но мислам дека и самите медиуми се преструктурираат, што значи дека и ваша телевизија оди паралелно и на YouTube каналите, и на Facebook, и веб портали и така натаму, стриминг, што значи дека сите ние се трудиме што повеќе да го привлечеме вниманието на луѓето, за да може да не одберат нас како свое место каде што ќе ги слушнат информациите. Денеска, значи, луѓето ги одбираат по тоа какви информации сакаат да слушнат и се разбира, си градат свој став. Кој е за нив медиумот, кој најмногу им одговара во моментот или, да речем, поред нив дека ете најнезависен или ги пренесува работите такви какви што се. Така. Ајде да се вратиме години наназад на твоите почетоци во една медиумска куќа која што неодамна да постоеше, ќе полнеше 6 децении. Јас реков, ако беше во етерот, на 7 ноември ова 2017, точно во 7 часот, со почетокот на визото на Бидија на платно белеше, Радио Охрид бележеше 6 децении од своето постоење. За жал, згасна минатата година дефинитивно, бидејќи одземена, како што читаме од медиумите и дозволата за работа, но никогаш не се знае, ние сите сакаме да веруваме дека можеби ќе воскресне тој медиум, нека работат некои други млади нови генерации, некои луѓе кои се уште се желни за такво докажување и така натаму, а ние ќе бидеме тие верни слушатели и верни обожуватели на нашето радио. Така. Пред колку децении започна? Сега твојата приказна со Радио Охрид и твојата приказна, претпоставувам, тука започна и со новинарството. Да. Паралелно едно со друго одеше. Морам да признам дека ќе звучи како флоскула или како веќе кажано од сите оние кои ги прашувате дали тоа се естрелни звезди или новинари и така натаму, па почнав од мал. Јас ќе кажам дека моите први обиди да влезам во кутијата која дома си ја замислував како изгледаат спикерите и новинарите, како деца, некаде уште во 76-77 година. Тоа беа први мои обиди. Радио Охрид тогаш беше лоцирано во пожарната и ме повика на некои детски емисии преку училиштето, каде што учев, во Братство единство, потоа во Христов Дунов и така натаму. Но тоа беа само така спорадични појавувања, знаете, некои скечеви, приредби и тоа. Дојде пубертетот, гимназијата и морам да признам дека тогаш пишував поезија како и секој млад човек. Потајно искрено морам да кажам дека сакав да бидам вклучен во медиумот, во Радио Охрид, тоа ми беше желба. Ама некако тоа очекував да дојде спонтано. И спонтаноста дојде, морам да кажам, дека добив покан моите школски другари, рекоа Милчо пишува добро, а ние бевме едно пошироко друштво каде што беа еден Стефан Димовски кој денес е потпарол на полицијата, Владо Павловски кој е познат адвокат во Охрид, Лидија Китановска, која сега во моментов е омажена и живее некаде на Нов Зеланд, Робертина Арифи, Ашури, која е во Германија и така натаму. Таа генерација, значи, на луѓе сум во радиото, некои побрзо, некои подосна. И ме повика да прочитам своја поезија. Еднаш, па втор пат, и тоа беше некаде трета година моја средно образование. И така влегов. Некако спонтано почнав и ми се оствари сонот да веќе да почнам да пишувам во тие младински емисии и да скратам. Следната година, последна година, ме вика во својата канцеларија тогашниот директор на Радио Охрид, почитуваниот Веле Митановски, и кога би рекоа те бара директорот, во тоа време реков што е сега работава, што сум сгрешил. Така, што ме бара. Беше сабота, паметам, после емисијата која ни траеше 50 минути, од 11 до 12 часот на радиото и отидов. И тој вели, ти си тој Милчо? Да. Очигледно се информирал, се интересирал. Која година си? Па четврта. Викам, што ќе студираш? Викам, или новинарство, или филолошки факултет. Добро, независно што и да е, летово ќе дојдеш да ни помагаш, значи зборот да ни помагаш во дневната редакција. Тоа беше за мене
успех. Некој просто не знае, влетав кога излегов од канцеларија, да помагаш со уште нецели 18 во радио медиум кој беше респектибилен, кој од денешна гледна точка беше вистински расадник на новинари кои и пред мене поминале и потоа кои дојда и кои морам вака нескромно да кажам беа можеби дел од мојата школа новинарска, затоа што потоа бев уредник на 9 години во радиото, од кои претходно и на младинските емисии и така натаму, и тоа е едно богатство. Значи, заврши филолошки факултет, се вработи во радиото 88 година на 1 ноември и така почна таа приказна. Кои беа лицата и имињата на кои што се сеќаваш, од кои што учеше, понекогаш претпоставувам и крадеше, можеби за занаетот? Условно речено крадење. Крадеше, да. Го крадеше занаетот. Реално никој не ти го кажува директно занаето. Тоа е како и сите се љубоморни, сите го чуваат тоа свое знаење да не е допре до другите. Верувам дека е така во сите професии, но мораш кога ќе влезеш во една средина каде што имаш професионалци, ќе се трудиш да бидеш и ти професионалец. Значи самата куќа дека обсервацијата била најважна. Да знаеш да посматраш и да учиш сам. Па добро, можеби нема многу време да обсервирам, затоа што веднаш ви даваат задачи. Првите летни мои задачи ќе бидат интересни за гледачи, јоклама е нели ова. Да кажам дека тогаш вршител на должноста и директор, ми се чини малку време и уредник беше колега Илче Стојановски. И првите задачи кои што ми ги даде беа оди да видиш дали е чисто езерото, кои се цените на пазарот, потоа туристичките, во продавниците каква е опремата за кампување и летување, дали има доволно, и направи ги првите анкети со странски туристи, тогаш најмногу странски туристи беа србите и ајде да речем бугарите и така натаму до окружувањето, но имаше и холанѓани, да направи што мислат тие за Охрид. Тоа беа првите работи. И така почнав во тоа, ги влечкавме тие ухери кои тежеа 5 килограми и во шега или вистина викам па затоа и сега ме боли десното рамо или левото независно од носењето и пешачењето, затоа што тогаш немавме автомобили, немаше ниту такси, ефтини компании и сме оделе, барем јас лично, во една пригода пеш од овде до Извиднички одред, оттаму ред по ред сите хотели и одморалишта, да ги снимиш најнаш, па за да не одиш 5 дена и да имаш материјал за неколку дена да емитуваш во вестите. Така, се сеќаваш на твојата прва приказна? Новинарска? Прва новинарска приказна, прво нешто што ми остава впечаток, нешто позначајно, беа тоа, од тогаш уште сакав да работам материјали за културата, сврзани со културата. И тоа се викаше емисијата Видици, одеше во среда, во сеќавам 17:30. Тоа беше од областта на културата, уметноста и образованието. И јас на моје само наоѓање реков, дајте ми гухерот, јас ќе одам, бидејќи потекнувам од Трпејца по моите родители. Таму, уште тогаш беше Сен-Тропе. Таму е Коле Ангеловски, таму е Димитар Кондовски, уметникот, таму има некои други луѓе, ќе направам некој интервју, дали ми дозволувате? Реков, земи го, зошто да не? И штета, не ги чувам тие интервјуа, тоа беа мои први со еден Коле Ангеловски кој тогаш беше истегаја величина од режисер и поранешен актер. Димитар Кондовски кој не е, за жал не е жив, многу познат уметник, човек кој остави голема трага во и академик чинам во нашата уметност и професор на факултетот за ликовна уметност. И тогаш се погори дури да разговараме со академик Милан Ѓурчинов, кој кога подоцна го видов и на факултет, бидејќи не полагав кај него, но секако кога ги шетате студентските врати и ходници, ќе го наидете и на него. Тоа беа моите први така интересни разговори и тогаш се чувствував навистина, што би рекле со јазикот хепи, многу стрикно, дека нешто направи повеќе од колку обични прилози. Така. Кој дел од новинарството, зашто кажа ето дека културата исто ти била пасија? Прости ми само да не останам покус околу на прашање кого беа почетоците кои новинари. Покрај Веле Митановски во тоа време во радиото беа и моите драги колеги со кои поминав најголем дел од мојата новинарска кариера заедно, независно од која позиција, дали јас само новинар, уредник или директор, а тие заедно покрај мене и со мене. Илче Стојановски, Крсте Спасевски, Ацо Јанев, подосна Милјана Мијалкова исто така, да не ги заборавам, многу подоцна дојде Нина Кепеска, Васе Жилевска, Врангаловска. Ако заборавив некого, нека ми простат. Навистина, да, Стојан Савески, кој ми беше и потоа и директор, Славко Николовски, кој е сега во Лабрадор, еден од собствениците.
Мислам дека тоа бевме, некого се надевам дека не испусти по таа прва почетна, да речам, во мое време кога јас почнував. Во твое време постава со која што работеше, така. Да. Кога станува збор за оној дел, меѓутоа ајде за тоа подоцна, ми кажеш зашто најмногу сакаше да пишуваш и да известуваш? Да не го заборавам. Ќе ви кажам една анегдота која подоцна ми ја прераскажа колегите. Јас најчесто сакав да пишувам култура и во една пригода нормално имав некој си годишен одмор или не знам што и ме замениле некои од колегите, не е битно ни дали во кој род. И рекле, па тоа е многу лесно културата, го оставаш кастофоно, се снимаш таму и се враќаш назад. Јас само се насмеав, затоа што најчесто работав теми од културата, тие најмногу ми лежеа. Некако директно влегов во тој дел на Охридско лето, Балкански фестивал, Староградски средби, ликовни изложби и дури беше чудно ако не отидам нешто, ако не прескочам да разлика, што сега не е така. Очигледно со годините ги селектирате и настаните на кои одите и можеби и поинаков поглед на нештата имате. И не е така едноставно и во таа област која се пишува. Факултетот за туризам беше моја област, значи образованието, невладините тогашни организации, или во тоа време само постоеше Црвениот крст како таква, и младинската организација. Значи, всушност, оттаму во тие младински емисии ние учевме како? Учевме едни од други, така и јас тој дел потоа го направив за тие мои нови млади надежи, да речем, кои доаѓаа после мене, како да ги обучиме. Седнувавме и разговаравме. Ги гледавме текстовите, ги анализиравме, дури и чкртав со пенкало, не е вака, ова напиши го вака. Овој дел ќе го ставиш таму, одиш прво со најавата, со најважното, па потоа се враќаш и бекграундот. Па одиш со тоа што е најново, па да, така, што е најактуелното. Како што сега, да речеме, на порталите веќе насловот е полови го ја крева читаноста. Сакам да пишувам, значи, од тие повеќе теми, многу малку оде во стопанството. Имаме колеги кои тоа почесто го правеа. Колегата Крсте Спасески, например, беше најмногу задолжен за тие стопански теми во тоа време и другите, но и често ќе речеш ајде дојди со мене, колку да ги запознаеш луѓева. Едно нешто кое цело време остана во мојата кариера белек, во смисла на тоа кои биле моите препораки до младите колеги, а и се надевам и до оние кои што сакаат сега да бидат новинари или се влезени во таа професија, најважно е да бидете секогаш директно на настанот. Не очекувајте некој да ви прераскажува, туку да го видите со сопствени очи, да го чуете со сопствени уши и за да бидете не само ценет, туку и да можете подоцна и по телефон да ви даваат информации, треба луѓето да ве познаваат. И да стекнат доверба во вас. Ако нема доверба во вас, не може некој се да ви каже што мисли по телефон во 2 реченици. И барем јас така мислам и мислам дека тоа отсуствува во сегашно време. Станавме новинари од дома, новинари од пред компјутер, новинари кои вртат Google и Google Translate и така натаму. И колку сме успешни, ќе покаже времето. Што мислиш за она реченица дека тој што сака да влезе во новинарството, за да биде сакан и за да биде познат, нека не влегува воопшто? Па, со самото влегување во медиум, колку што имате пријатели, толку создавате и непријатели. Значи, не знаете воопшто кого ќе допрете со некоја тема која ќе обработите, со некој став, нечи став што ќе го пренесете, иако јас мислам дека треба нас да не сватат само новинарите, ние сме трансмисијата од гласот на јавноста, да, од другата страна, но и гласот преку кој се дава она што го зборуваат политичарите. Ние сме медиумот во медиумот. Оние низ кои, вака реално кажано, влегува од едното уше, а ние го зборуваме и влегува во нечие во друго уше. Иако на крајот не секогаш испаѓаме кривелата, а вие запустивте работата, вие ако не актуализиравте, немаше да има вакви ломови, вакви стресови и така натаму. Минував и стресови во професијата, еве сега се потсетив кога го спомнав тој збор. Со месеци известував од случајот Охридска трговија, пропагањето, каде што ги гледав 520 луѓе, уште денес се сеќавам на таа бројка, кои останаа без работа. Одев на првите ајде речам штрајкови кои што се случија во Охрид, тоа беше штрајкот голем на ОТЕХ, на работничките кои чекате, и сега морници ми доаѓаат вака по телото, нервозни, што им се случува, што ќе останат без работа.
на големата капија, која ја видовме деновиве конечно го нема ни тој бренд, го тргна и тоа. Каде што 3000 жени скоро речиси чекаат да им објасни некој што се случува со нивниот комбинат. И ред други работи. Сум бил на факултет кога не имало ниту еден новинар, се гласало за ајде речем условно речено суспендирање на одреден професор и така натаму или не знам што. Значи тоа се стресни ситуации во кои тие треба да имате само вистински нерви и сето тоа да го канализирате и да ги одберете вистинските зборови за да не направите поголем проблем, а всушност и редакцијата да биде доволно од извештаот, а пред се и вие како личност да кажете дека сте направиле се што како што требало. Да, меѓутоа колку можеш емотивниот момент да го трниш во тие моменти и да не видиш емотивно инволвиран, без разлика дали станува збор за некој настан кој што има, ето, да не речам, да не се трагични и далекосежни нека бидат последици или нешто па да биде скроз во друга насока, да биде екстра позитивно па, а да се остане професионалец до самиот. Мора. Ни го мерат секој збор колега, кајвах на телевизија дури секоја гримаса, дури разбира и на гостите и на вас волителите, оценуваат како сте го прочитале, со која дикција, со кој тоналитет, дали тоа сте го кажале ведро или неведро и така натаму. Мора да се биде професионален, да се тргна сите тие своји емоции. Луѓето од кои учев и подосна не само од тие од Радио Охрид, мои повозрастни колеги кои во институциите во кои за среќа работев, тоа се два меѓународни големи медиуми, Deutsche Welle и сега SBS радиото е австралиско, кој е пандан на овие европски големи куќи BBC и Deutsche Welle. Ова за гледачите повеќе како информација, кои велат дека пред да влезете во медиумот, во студиото, оставете ги вашите грижи надвор, телефоните исто така, исклучете го мозокот и сконцентрирајте се на она што треба да го сработите. Значи за вас да не постои ништо друго осем гостинот, соговорникот, телефоните и текстот кој што треба да го сработите или да го кажете. Значи во тие времења, во тие часови кои сте на работа да бидете потполн човек, новинар, а сиот приватен живот и се она што можеби до пред 5 минути ви се случило, ќе си го оставите и ќе си го земете како нешто во торбата заедно со вас после 16 или 17, кога ќе заминете од местото каде што сте го сработиле за тој ден лебот. Така. До која мера си се инволвирал во било која приказна од било која сфера? Со оглед на тоа да знаеме дека ние сме тие и самиот каже кој што само ја пренесуваме информацијата онаква каква што е. Меѓутоа често се среќаваме во новинарството со ситуации кога се наметнува нашето мислење, кога е нормално и тоа, ние сме човечки суштества и со емоции, и со знаење, и со предзнаења за одредена тема и знаеме и не се согласуваме често со она што мора да го пренесеме. Тоа е до медиумот. Значи, каква политика изградил медиумот, вие мора да ја следите политиката на медиумот ако сакате да работите токму во таа куќа. Може би вие ќе размислувате поинаку од уредникот или од директорот и така натаму од собственикот, ама морате да ја почитувате хиерархијата која постои. Најважното во денешното новинарство е што за жал малку, значи она што треба да го правиме ние новинарите е да го почитуваме кодексот на новинарите и една премиса која се врзува и можеби и со религијата, во која како велат не правете му она што не сакате вам да ви го прават. Значи прво испитајте ги сите факти, колку што е можно. Во новинарството секогаш има 2 и 3 страни, никогаш само една, која и лекарите дури сега ви велат побара и второ мислење, па трето, па четврто, така и ние треба да побараме за одредени такви кои се малку, ајде да речем, скокотливи теми или теми кои може да предизвикаат бура од реакции. Точно е дека ние не можеме да бидеме комплетно имуни, да не го ставиме својот став, но тоа се веќе работа на коментари, осврти и така натаму. И мислам дека нив може да ги работат, и така мислев, а и сега мислам, луѓе кои се специализирани во одредена област. Значи, јас во мојата кариера никогаш не се дрзнав да дадам осврт на музички настап на Охридско лето, во смисла на тоа да кажам дали одредениот виолинист свирел добро или пијанистот и така натаму. И јас сум работел хроника на Охридско лето и така. Треба да бидеш музички критичар за да... Туку сум барал луѓе кои тоа добро го знаат, луѓе од таа бранша кои ќе дадат оценка. Значи, многу е лошо ако вие се ставите во улога на критичар,
но си давав право да давам своја критика и ден денес, независно дали е критика во смисла, независно дали тоа е позитивна или негативна, туку осврт на некој настан, во сферата на театарот, затоа што сметам дека истовремено сум завршил филолошки факултет, меѓу другото и светска книжевност, и домашна книжевност, и така натаму, средновековна, и сметам дека и тие ми се блиски теми за да можам да ги оценам одено книжевно дело кое ќе се создаде одредена илузија или театарска представа, и мислам дека и успешно тоа сум го правил, иако имало луѓе кои ден денес може и понекогаш се лутат на тоа што сум го напишал, ама сум го напишал и сум среќен и тоа што се лутат, затоа што можеби ќе размислат дека има нешто по позадина од тоа што сме го пишувале. Така. Ајде да направиме една пауза, да одиме со еден краток блок на реклами, потоа ќе си продолжиме со Муаветов. Баш би сакал да слушнам уште некоја анегдота, посебно за оној технички момент од вашите почетоци во новинарството, меѓутоа ајде малку да се одмориме со реклами и гледачите. Да. Одиме со реклами. Фиш и ланч бар Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8 луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети и по специјалитетите од македонската национална кујна. Ланч бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Фиш и ланч бар Лихнидос. Кој што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да и го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени, веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентълмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Премиерно на ТВМ телевизија научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот.
Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Ајде, почитувани гледачи, после кратката пауза, ние си продолжуваме понатака со рекламата и разговорот со магистар Милчо Јовановски, магистар по медиуми и комуникации. Изборувавме за медиумите тогаш, медиумите денес, мислам тогаш на 20 век и сега 21 век. Зборуваме за луѓе, зборуваме за технологија и баш сега додека траеше паузата, мојот колега се сети уште на неколку имиња со кои што го одбележале неговите почетоци, па и малку подоцна дел од неговата новинарска кариера, па рете, а претпоставувам дека голем број од вас се сеќаваат на нив. Јас реков, мислам дека луѓето и ден денес ме препознаваат по таа Милчо од Радио Охрид, и тоа ми е драго, затоа што си оставил некој печат и белек и публика. Така јас те запознав. Кој Милчо од Радио Охрид, не го знаеш? Тоа, да. Okay. И така, но имам уште некои колеги, бидејќи радиото не сме само ние пред микрофоните. Исто и телевизијата. Има така. многу други кои се зад камерите, на микспултот и така натаму. Многу беше убаво кога ќе имаш чувство дека од другата страна тие кои што се знаат кога да пуштат музика, кога да прекинат говор и така натаму. Значи, што велиме ние, бидејќи таа интеракција помеѓу нас и техниката беше многу поблиска преку стаклото, што би рекле. Имавме една ситуација кога еден од гостите рече: "А зошто ви ова стакло, зошто стои тука?" Ние само се насмејавме и не коментиравме натаму. Ќе беше навредливо ако почнеме да објаснувате зошто служи. Така натаму, но се читавме меѓу редови, што би се рекло, со колегите од техниката. Можам да кажам дека во тоа време и до крај некаде соработував со еден Гоце Крстановски, кој на времето во Радио Охрид ја правел дури емисијата "Одберете мелодија за вас", техничар, значи и музички соработник, потоа од помладите Славчо Спространовски, Спире Димовски, па дојде Војо Карадаковски, како хонорарци Тони Сладич и ред други имиња од Охрид, а во спикерната заедно на Вести, на Дневник нашиот или настани во тоа време, како што викаме на почетокот, бардовите на охридското спикерство или презентерство, Леонора Чекреджи и Цветко Божиновски, Ѓоко Симјановски, кој е ваш соработник, а и мој сега во публицитет, со кого имавме извонредни емисии, серијали, кој ден денес остана запаметен и ќе остане запаметен по неговата љубов кон филмот и музиката. И моите јавувања првиот фестивал кој што го следев, се сеќавам, тоа беше Скопски фестивал, избор на Евровизија во Скопје, се случи 84-та, јас студент, летав во стреќа затоа што ќе ги запознам сите музички звезди тогаш на Југославија. Победија Чао Аморе, втора Ники, Маја Оджеклиевска. Јас навивав повеќе за Маја и сите ние во Македонија, мајте, за 2 гласа не отиде таа и така натаму. Што сакам да кажам, имавме многу импресии, многу убавина и правевме многу проекти. Морам да кажам дека за слушателите ќе биде интересно дека ние имаме секојдневни колегиуми, како и вие прочем. Така.
наутро, Зашто кој почнуваше денот завршува со кафе, пред да почнеме да влеземе во денот. Првите вести кога Радио Охрид се профилира во 24 часовно работење, ни беа во 9 наутро и тие беа не вести само за данаци за граѓаните, туку и вести за новинарите, оние дописниците и сите други кои го следеа чекорот на Радио Охрид, затоа што ние бевме тој најстар и најверен медиум за сите институции, па прво кај нас ќе дојдеа факсовите и најавите за настаните, потоа ќе стигнеа и ролни тоа хартија биле, ролни, предпоставувам. Ролни хартија, те плашапме само да не стигне, па тоа што го чекаме, баш тоа што е најважното, тогаш да не стигне на факсот и така натаму, за разлика сега што ги добиваме сето тоа на мејлови и можеме да прочитаме како би каде што сакаме. се извинувам, вака што ќе ти се обратам, како би мучил без Google Translate тогаш? Како без Google Translate? Беше тешко, се трудевме да наоѓаме преведувачи, се трудевме да ни еден текст не може истиот ден да го искористиме. И мораме некој сето тоа да го види, ако си сериозен медиум ти не можеш со 2 збора и 3 преку трупа па преведено и тоа да го направиш. И искрено беше тешко. Сега е се многу полесно и поедноставно. Јас дури во една пригода реков немаш МИА, немаш Макфакс, немаш агенцијски вести, немаш да провериш каде, немаш собствен мејл. За некои нешто завршувавме дури во библиотека, баравме енциклопедии, се трудевме некои колеги од Радио Скопје, од другите медиуми, вестници и така натаму да ни помогнат, затоа што не може новинарот е сезнајко и баш и незнајко, не може во секоја област да биде стручен. Апсолутно. И ние учиме секојдневно. И тоа е убавината на професијата. Да, што мора да научиш се. Да научиш се. Кога рече околу технологијата, го како ви доаѓа, баш ме интересира. Например, ето Охрид е познат, претпоставувам и на времето кажува се случувале многу голем број настани од типот на конференции, конгреси, без разлика од која сфера. Како ги добивавте информациите, колку однапред ги добивавте информациите за одреден настан дека ќе се случи токму во Охрид? Да бидеме искрени, во времето кога работевме беше Тањук, немаше ни Македонија посебна агенција. Ние ќе чекавме да стигна Нова Македонија и вечер и утро на утринското кафе да разгледаме кои се актуелните теми и дали ќе има најава, дали се случува нешто во Охрид ќе има. И тогаш ќе ја почнеме потрагата, дали е по Палас, по Метропол, ќе почнеме да вртиме по телефоните и така натаму, за да научиме каде е настанот и кога е. Подоцна почна веќе, сега е лесно. Сега секоја речиси институција има свој портпарол, има или лице за контакт означено, тогаш тоа го немаше. Дури од полицијата ние ќе мораше да чекаме со денови некој за минорна работа, за сосема некоја, ајде да речам, ние на сообраќајка не е така минорна, но за некој настан кој што се случил, да чекаме цел ден некој да се одоброволи и да ни каже да што точно се случило. А денеска можеме само со едно вратење на телефонот, барем да тргнеме во трага на нештото. Тогаш беше се многу поинаку, институциите беа позатворени, иако ни веруваа, ама хиерархијата беше поинаква, мораше да се прашаат една до 2-3 инстанти па да се дојде до одговор. И денеска е така, но сепак мислам дека е многу послободно. Но морам да кажам дека ние бевме малку порелаксирани во тој поглед. Немаше мобилни телефони. Ако го барав крсте, еве, например тебе, некаде беше да биде на дофиксен телефон некаде. Ако не е, колегите ќе ми рече не излезе, добро пренесете му дека го бараше тој. Кога ќе се јавиш уштенаш, му пренесовте, му пренесов, ама пак излезе. Значи, а тебе ти е битен за не може да склопиш приказната за без некој одговор. До 2,5 да се заврши се, влегува во снимање и така натаму. Тогаш, не знам, уредникот ќе речеш или јас како уредник, рече баталете го тоа, правете друго нешто ова утре. Но тогаш имавме време за утре, затоа што немавме реално конкуренција од медиуми премногу, беа вестниците и македонската телевизија, односно тогашната ТВ Скопје, и можевме да си дадеме оддишка, а морам да признам дека имав јас лично прекрасна соработка со моите колеги од другите редакции од Нова Македонија, пример Драган Чубрич и Димитар Пејчиновски колегите. Потоа со телевизија, со Сашо Неловски, малку време го застигнав Благоја Силјановски, потоа тој влезе во политичките води. Со Сашо Неловски ден денес сме добри и пријатели, и колеги, и соработници, и со сите тие останатите, што значи дека многу важеше тој контакт секојдневен едни со други, да си помагаме околу темите. Што се случи, Милчо, со нас новинарите? Си член на некој здружение на новинари?
си размислувал за тоа? Јас бев член на Сдруженијето Трчаме на ли сега новинари на сите Македонија. само поприказни и она сега што ми го кажуваш ти, како да ми зборуваш некој паралелен универзум? Зато и соживот меѓу... Има и сега некој соживот, меѓутоа... Беа други времења. Значи бевме Многу сме порелаксирани поинакви. сите. Денеска чинам Од она ти што ми го кажуваш. чинам дека и генерацијски постои некој поголем јас сега, или темпото на живот и темпото на работа може би многу искрено не ни дозволува и да се гледаме. Па еве, ќе бидеме на некој настан, условно речено, заедно и сите брзаме. Ти брзаш да се вратиш во редакција, другиот брза да се врати таму. Никој нема време да застане и да разговара, човечки да седне и да продискутира за себе, за своите проблеми, за својот живот. А ние и денеска наоѓаме време од таа повозрасна генерација на колеги, искрен сум, да седнеме така што би се рекло со појна пријачки. Секогаш може да се најде време за едно кафе и за еден разговор. Ако сакате. Секогаш може да се најде. А ова околу Сдруженијата, можам да кажам дека не сум сега член на ниту едно Сдружение, одамна. Ја изгуби вербата во Сдруженијата на новинарството во моментот кога беше најпотребно за куќата во која раководев и работев Радио Охрид, не само заради нашата, туку и сите други 29 радиостаници од тој тип, кога Сдруженијата на новинари на Македонија, мислам дека многу едноставно сето тоа го прифати. Мислам дека не го даде максимумот да помогне и да го направи тој притисок до институциите во државата, радијата да опстанат или да се трансформира на еден поинаков начин пред да почнат да се продаваат. Така. И тогаш излегов од тоа и повеќе не влегов во ниту едно, не дека мислам дека секој си ќе оди по својот пат, не дека не сакам да работам во новинарството, но сметам дека можеби треба да дојде до некое поинакво време во кое што ќе ме убедат дека таквото здружување е добро. Така. Спомна еден многу интересен момент дека во тоа време, дека во тие години, дека институциите биле многу позатворени него денес. Меѓутоа, ево, јас 11 години работам во телевизија како медиум. Што е со луѓето? Колку луѓето сакаат да зборуваат на одредена тема, тогаш и сега. Сега јас немам чувство дека луѓето се многу отворени и дека би сакале да продискутираат. Една најобична анкета да се направи за еден најобичен комунален проблем во Охрид, нешто што ето не засега, луѓето од најразлични причини бегаат. Тој проблем го имавме и ние, и тогаш. И во 20. Некои работи не се менуваат. Некои работи тешко се менуваат, иако камењата брзо се тркалаат, ама овде како да застанало по некогаш времето зборувам за Охрид. Во една година, работајќи еден проект Радио Скопје заедно и Радио Охрид, имаше мои колеги уредници, на кои јас им бев уредник. Работевме паралелно и со втората и со првата програма на Радио Скопје во различни временски сегменти. Значи, раководев со 3 редакции. И една од колешките од Скопје рече, даде идеја, а за ова ќе направиме анкета. Јас си реков, не е битно името сега од колешката, веќе е пензионерка во Скопје. Реков, не. И таа вика, како не, зошто тоа е интересно? Викам, слушајме, овдека никој на тоа прашање нема да одговори и нема да добиеме никаков одговор. Човекот ќе лута, ќе го пуштиме по чаршија, нема да има ни еден збор. Како тоа? Па така, викам, ова не е Скопје. Значи, луѓето се уште одбегнува да се соочат со директно со микрофонот или со камерата. А сега пак наспроти сето тоа, криејќи се да разни профили, користејќи социјални мрежи, луѓето веќе почнаа да креираат со својот став, со својот однос кон одредено нешто. Не мора само тоа да е политика, туку и теми од социјалата, од животот, од секојдневието. Ќе прочитате некои нивни статуси, тој ќе ве натера да размислувате. Ќе ве натера да нас новинарите дури да побараме приказна во тоа, да почнеме да копаме по насловот, што би се рекло. И се враќаме повторно на почетокот на она ти што го кажа дека денес сме сите човек медиум. Меѓутоа, колку тогаш на информацијата можеме да ја веруваме? Кога ќе рече кажа тогаш на Радио Охрид или на Радио Скопје, тоа беше законно. Значи, кажа. Се веруваше дека тоа е така и дека нема друго. Имаме една случка која подотна искористиме во една документарна по повод еден голем јубилеј на радиото на 50-те години, каде што една од нашите колешки рече се враќам дома и мојата свекарва вели, ја викам што си наполнала толку вода, па кажа е на Радио Охрид. Дека нема да има. Те вика, ма јас бев во радио, ама ти беше во радио, ама јас слушнав. Значи, колку луѓето верува на тоа, веќе во етер и тоа е тоа. Дека е здраво за готово, дека е тоа, затоа што ние внимававме. Значи,
јас гледав и како уредник и како новинар, и денес тоа го правам, пред да пуштам одредена информација да ја проверам директно на изборот. Значи, треба да проверите дали е тоа точно, да се осигурате, и морам реално да кажам, сум пишувал најразлични теми од политика, економија, дури до спорт, кој најмалку сум го пишувал, ама секогаш сум внимавал да биде тоа реално и кажано. Нека биде и после 10 минути подоцна за сите. Нека не биде прво. Затоа што една школа на Дојче Веле, која поминав и обуки за уредници, вели, таму ни рекоа, не мора да бидете први, нека бидат сите пред вас. Ама вашето кога ќе го соопштите да биде точно. И да не може никој да го демантира, циментирано. Значи, тоа е вистинскиот медиум кога ќе направи анализа на денот и анализа на настанот со став и на новинарот и на куќата. По одреден проблем. Ако BBC, например, повеќе го оцена дека тоа е брз и медиум и фестивалски, ајде да речем така, да се изразам слободно, Дојче Веле е аналитички медиум беше. До овој момент и мислам дека и остана како таков. И така се трудиме и ние подоцна, бидејќи ова не е веќе време на коментари, ретко можеме да прочитаме и повестниците кои што ни остана, не можем дури на една рака на прстите во Македонија. Да се направи анализа за одредена проблематика, е многу бара подкованост и вистинска анализа, и треба луѓе кои ја следат проблематиката, значи долгорочно, а не ад хок. Меѓутоа, ќе се согласиш ли со мислењето дека и публиката, без разлика дали се слушатели, гледатели, читатели, знаат да бидат немилосрдни и да направат супер селекција, па во овие изминати 10 години ќе ги земам, се појавија и изгасна истовремено многу медиуми од кои голем број такви човек медиум, како што ќе ги кажеме. Со појавата на овие електронски интернет портали, па имаше и телевизии кои се појавија и изгасна. Тоа е пазар. Кога ќе излезете на пазарот, на пазарот на конкуренцијата, значи мора да сте свесни дека како што сте се пуштиле во таа авантура медиум, јас би да рекол дека авантура, ако некој така рече, лесно е да се пуштите во ова медиум, добро, да јас ќе пишувам, ќе земам уште 20 луѓе и така натаму. Значи, треба да се свати дека и новинарството е занает. Дека и во новинарството не може да ни влегуваат случајни луѓе. Влегувањето на случајните луѓе го не доведе до модереџа покриски, што бисте рекли, и во медиумите, и до ова што ни се случува. Значи, дури да видиме, значи сакам да кажам дека треба да се води сметка во насока на едукација и на кадрот. Значи ние верувам дека и во оваа куќа секојдневно вие учите. Значи, иако сте во трка со времето со информациите, ама после 1-2 месеци правите ваква обука, таква обука и така натаму. Не може ништо да застане, инаку времето ќе ве згази. Дојдовме во ситуација во едно време кога јас не знаев да монтирам аудио прилози, сега тоа го работам сам. Кога камерманите, новинарите во Запад се и сниматели, ќе постават статична камера, и монтажери и така натаму. И дури и порано некој можеше да се случи одредени текстови од новинар да ги чита друг презентери и така натаму, а денеска и новинарите се сами презентери и на вести и на своји текстови. Значи мора да се фати чекорот на времето. Или ќе се адаптирате или ќе нема. А второ, тоа е мислам дека многу медиуми кои се појавија и изгасна беа продукт на времето во кое што живееме. Значи она дека секој може да биде медиум, секој може да биде човек, но имаше и политички превирања и така натаму кои влијаја врз состојбите и работата во медиумите, да тоа не би сакал сега да говорам, тоа сите ги знаеме и да не го земаме времето за други прашања. И тоа е на голема енигма која треба да се реши, какви медиуми сакаме и колку сакаме тие медиуми и сите медиуми да ги одлепиме од присуството на власта и на да речем на политичарите. Тоа е најважното. Бидете до нив, ама никогаш со нив. Со нив, така. И тогаш ќе можеме да зборуваме за независно новинарство или сме далеку? Не постои. Не постоело и не постои. Може би некој ќе ме обвини сега од колегите што го кажува, ама потполно независно новинарство не постои никаде во светот. Ниту CNN, ниту BBC, ниту Дојче Веле, ниту Ал Джазира, кого да го споменем од овие магнати и ред други кои се приватни, а богати, зад кои стојат богати компаниите, корпорации и така натаму. Фондации. Нема независност. Независноста е во погледот, реков, на почитувањето на новинарските стандарди и во почитувањето на дури и на интегритетот на новинарите.
и колку ние сами ќе си дозволиме да имаме цензура или автоцензура и колку ќе си дозволиме некој друг да ни, ајде условно речено, да ни го прави текстот или да ни го црта, а ние само да го спроведеме. Значи, но сепак и тоа е одлука на самиот човек кој што работи, дали сакате слава, дали сакате пари, дали сакате мирен живот или сакате да бидете вистински новинар со сите атрибути, што навистина е многу тешко. Јас имам една мисла, многу е лесно да светнеш и да угаснеш, тешко е да траеш. Так. А во оваа професија се најуспешните тие кои успеваат во континуитет да траат со квалитет. Така. Кога го започна публицитет, се чувствуваше подготвен, знаеше во што влегуваш? Да бидам искрен, еве до сршта ќе бидам искрен. Прво, на публицитет има и аудио материјали. Јас, мојата желба кон првата љубов радиото. Радиото, тоа кое што те копка секојдневно, реков добро дека ќе направам така мултимедијален проект, седнав, размислив. Втора содржина беше искрена, вака кажано, значи ево и пред јавноста. Јас барав работа. Значи 5 години барав работа во не само медиуми, туку и воопшто со сите мои дипломи, лектор по македонски јазик, потоа еве да речеме магистер по медиуми и комуникации, со филолошки факултет група македонски јазик и јужнословенска книжевност и така натаму, но не успеав, конкурирав неколку места. Толку за тоа, не успеав и реков време јас нешто направам за себе, додека чекам вака, останувате без стаж, а знаете што значат 5 години да немате стаж, тоа не е мала работа. И реков, ајде, работа претходно и во Охрид еден, значи работав на култура и тоа морам да го спомнам, и на рубриката Мојот живот, мојот свет, која и сега ја продолжив на мојот публицитет. И беа тоа исто така убави времења, во кои што луѓето почна искрен да бидам, да речат, мојот живот, мојот свет, ќе ме видат по улица и ќе споменат таа. Значи, сум успел да ја наметнам таа работа и тој стил, а и публицитетот е веќе по 2,5 години, тоа е мое, да речем, новороденче, како да кажеме, во овој свет на медиумите. Задоволен сум. Работи, до кога, како, никој ништо веќе не знае, значи не знаеме што ќе се случи ни утре, така да можеме да коментираме како ќе биде, но мислам дека тоа ме држи, покрај работата за Дојче Веле, која е се поретка, затоа што и самата структура на самиот сервис на македонски е доста променета, и среќна околност е што работам со уште едно радио, значи тоа ми е како така ја трошам енергијата, до 2 пати неделно во SBS радиото, со емитување на колку сакаат нашите во Австралија да слушнат за тоа што се случува овде? Ги имаш ли тие тој фидбек? Ги имам тој фидбек информации, дури од уредниците. Сега технологијата ни е многу полесна на работа и комуникацијата, и со едните и со другите. И мислам дека и за жал и таму има преголема поделеност помеѓу нашата популација, кои се за едните и другите, гледано политички. Но стреќа е голема. Знаеме да ги скомплицираме работите било каде. И секаде, да. Стреќа е голема што работам на вистина и сум задоволен со тоа што SBS е високо професионална куќа, со високи стандарди во кои не смеете да го споменете зборот насилство, не смеете да го некого да го квалификувате дека е криминалец, Данив е криминалец, тој кој веќе завршил судската постапка, а кај нас со секој втор збор и опозицијата, прв збор им е криминалец, дека едните се криминалци, другите криминалци, и не знам кој возражава веќе да стана криминалец. Таму не смееш тоа да го споменеш, што е многу тешко кога известувате и правите пресек за 24 часа во Македонија, па сега баш како сето тоа да го трансформирате и да не изгледа кажано со нашиот вокабулар и речник. Така. А за самиот крај од емисијата, Милчо, професор Томе Груевски работи на еден страшно интересен проект, барем кога станува збор за нас новинарите и за професијата. Една своевидна енциклопедија, предпоставам, тоа е на национално ниво, за сите новинари кои што значеле нешто во Македонија, или зашто станува збор, ајде да не откриеш. Која е твојата улога? Паралелно со твојот повик за емисија, пред ден-два од тоа се јави мојот ментор, поранешен на мојот, да речем, магистерски труд, и рече, јас имам една идеја, работам на енциклопедија на македонското новинарство, во која покрај опфаќањето на сите поими сврзани со новинарството од сите, ајде речем, области, или сите различни медиуми, ќе има и простор каде што ќе се објавуваат фотографии и биографии на сите новинари кои дошле во допир. Сега до која длабочина ќе одиме, се уште не знам, го очекувам тоа и кој период ќе биде опфатен
Дали само од тој крај на 20-тиот и почеток 21 век до денес, не знам, но ќе се работи и имаме задоволство што ме одбрал да бидам тој кој што ќе го работи проектот, делот за Охрид токму мене и што е на моја сатисфакција, значи верува човекот за кој каде што сум магистрирал дека правилно сум се насочил, дека со давање на една одлука, како да кажам, да се работи на еден голем проект и за мене е чест и задоволство. А можам да кажам дека сум многу среќен што и сум поканет, а надевам да брзо тоа ќе се случи, да бидам еден од предавачите на факултетот за новинарство во Скопје, кога ќе има теми луѓето за токму за радио медиуми. И се надевам дека и таму ќе биде интересно со идните наши колеги да се дискутира на оваа тема, да успеам да го пренесам и да одговорам на нивните прашања како овдека, а мислам дека таму ќе биде многу попуштено, сепак овде е камери и рефлектори, а таму е само една предавална и ќе биде поедноставен таа интерактивност меѓу нас. Да, ќе се изненадиш колку знае да биде потешко. Мене ми останува да ти се заблагодарам што ми беше гостин. Се надевам барем малку да задржавме вниманието на гледачите и научија дека не е се само слава во новинарството, дека е многу поразлично од тоа. Ти посакувам успех на приватен, на професионален план и ти посакувам да го работиш на најдобро што го знаеш. И секогаш тоа е новинарство. Да, благодарам. Само да не текнат печаток луѓето дека беше ова моја само промоција, само фалба уштенаш. Јас зборував од срце. Беше идејата. Беше идејата да ми бидеш гост. Да, јас зборував од срце, зборував реално и зборував, можеби имаме уште од среденови да зборуваме, ги спуштим уште ред други анегдоти интересни и така натаму и случки, но на некоја друга пригода тоа да го оставиме. Сепак, мислам дека ако на времето нас новинарите не вика општествено-политички работници, денес мислам дека таа оценка би требало, мислам да биде отфрлена, затоа што би требало да значиме да бидеме под нечив калап и нечија норма. Демек сега сакаш да кажеш дека треба да сме повеќе политички работници или? Не, мислам дека сега треба да бидеме свртени повеќе кон граѓанството, затоа што тие се нашите консументи, а во граѓанството спаѓаат и тие другите политичарите, кои ќе заминат од таму каде што се политичари. Се враќаат повторно да бидат граѓани кои и забораваат многу. Се надевам дека кога ќе видат од другата страна и со друга диоптрија дека ќе сватат каде грешеле или каде допрва некои кои што сега влегуваат во политиката, почнуваат грешки или пак се среќни или задоволни. А ние секогаш ќе бидеме тука да му кажеме. Корективот, да им кажеме. Благодарам уште еднаш на поканата твоја и на ова куќа која си ја сакам и ја ценам. ТВМ, телевизија ТВМ. Задоволството беше моје, Милчо, како и секогаш. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието и ви посакувам убаво попладне.